Кратки најави за денес. Архивското богатство на поранешна Југославија ќе се дигитализира. Охриѓани најактивно дебатираат удобно од дома. Директорот на студентскиот дом Никола Карев ја смирува топката по вестите за пронаоѓање инсекти во оброците на студентите. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис на ученици во средните училишта за учебната 2023-2024 година. Сдруженијето на пензионери ги демантира обвинувањата изнесени од група незадоволни членови. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охриденец времето претежно сончево со локална облачност и топло со пораст на дневните температури до максимална дневна од 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро со локална облачност и топло. Утре над западна, северозападна, централна, источна и југоисточна Европа нестабилно време со врнежи од дожд со засилен ветер, над Алпите снег, во останатите делови од стариот континент стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер, но релативно високи температури. На високите планини снег. На југ на полуостровот облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури од 11 до 22 степени. Во Македонија во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и топло. Попладне и вечерта локално во северозападните, северните и североисточните делови услови за слаби локални врнежи од дожд. Минималните температури од 3 до 10, максималните од 16 до 23. Во Охрид во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди и топло, минималната 7, дневната 18 степени. Но во недела во Охрид умерено облачно и нестабилно време. Ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд, попладне и вечерта. Минималната температура 5, дневната 14. Во понеделник облачно време, пообилни врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури, доцна вечерта и во текот на ноќта кон вторник дождот ќе премине во снег, минималната 4, дневната 8. Во вторник веќе умерено облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд и снег кои попладне ќе престанат, утринската температура 0, а дневната 3 степени Целзиусови. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите.
Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Директорите на националните архиви од државите сукцесори од поранешна Југославија денес во Охрид. Главен акцент е дигитализацијата на архивскиот материјал и историските документи од 1980 до 1991 година, односно до распадот на поранешна Југославија. Откако ќе се дигитализираат, секоја држава ќе се ги преземе оригиналните документи или копиите од тие архивски материјали. Дигитализацијата на архивскиот материјал е главна тема на состанокот на директорите на националните архиви од државите сукцесори на поранешна СФРЈ, овластени од своите влади за спроведување на анекс Д од спогодбата за сукцесија, која се однесува на заедничкото архивско наследство. Процесот на сукцесија на архивскиот материјал е сериозна работа и за него треба да се обезбедат финансии, кажа Емил Крстевски, директор на Државниот архив на Македонија. Ние се синхронизираме и заеднички ќе донесеме решение. Сме во контакт со некои европски фондации и фондови од кои треба да се обезбедат финансиски средства за да може тој процес да оди би требало во Белград да биде, да се дигитализира таму за полесно после да се дистрибуираат. Крстевски посочи дека ова е еден од состаноците во последните неколку години на кој главен акцент ќе биде дигитализацијата на архивскиот материјал и историските документи од 1980 до 1991 година до распадот на поранешна Југославија. Тие треба да се дигитализираат и секоја држава да си ги преземе оригиналните документи или копиите од тие архивски материјали, информираше Крстевски. Даниела Мрда од Архивот на Босна и Херцеговина истакна дека архивскиот материјал е од исклучително значење за сите и дека треба време да се спроведе процесот на дигитализација. Ćemo danas imati priliku ovdje na Ohridu potpisati sporazum. Денес, тука во Охрид, ќе имаме можност да го подпишеме договорот за соработка помеѓу Босна и Херцеговина и Македонија. Речи си сум сигурна дека во периодот кој следи ќе реализираме прекрасни проекти кои се однесуваат на заедничкото културно-историско наследство, но и за стручно усовршување на кадрите и размена на искуства за чување на архивското градиво. Станува збор за важни архивски материјали за сите земји сукцесори на СФР. Тоа некогаш било своевидно сојузно архивско градиво, важно за сите луѓе од поранешна Југославија. Се сметало како заедничко културно наследство, објасни Бојан Цвелфар, директор на Државниот архив на Република Словенија. И због тога, јер се та дел не сме, односно нече.
Поради тоа, ова градиво никогаш нема да се дели на 5 дела, затоа и најпаметното решение е дигитализација на материјалот. Веќе извесен период сме во потрага и по финансиски средства за реализација на таа дигитализација. Динко Чутура, директор на Државниот архив на Република Хрватска, подвлече дека станува збор за документација која е цело време достапна на јавноста и без никакви дознаки за тајност. Ono što je dobro, to je da smo mi sada ove sastanke intenzivni. Добро е што овие состаноци ги интензивиравме и како директор на Хрватскиот архив би кажал дека е важна заедничката дигитализација на материјалите, но и реализацијата на билатерален договор за враќање на материјалите кои ќе мораме да го решиме со Република Србија. Постои добра волја и се надевам дека ќе успееме. Милан Терзич, директор на Архивот на Југославија, изјави дека во овој архив се наоѓа најголемиот дел од материјалите. Архивот на Југославија има 40 километри хартија, голема количина, а самата дигитализација како комплексен процес подразбира прво архивистичка обработка, па потоа дигитализација. Evo ispada nešto svi traže, ja ne dam, pošto sam direktor arhiva Jugoslavije. Му доаѓа како сите нешто бараат од мене, а јас не сакам да дадам, затоа што сум директор на Архивот на Југославија. Но навистина е така. Архивите во Белград и Архивот на Југославија, на кој сум директор, се отворени за сите истражувачи, не само од регионот, туку од целиот свет. Директорот на Државниот архив на Македонија Емил Крстевски е именуван од владата на Република Македонија за овластен представник во заедничкиот комитет за сукцесија за архивите, а при тоа воедно и домаќин на овој настан. Во 2001 година беше подпишана спогодбата за прашањата за сукцесија на поранешна СФРЈ, која влезе во сила 3 години потоа. Прв заеднички состанок на директорите на националните архиви од државите сукцесори на поранешна СФРЈ е одржан во 2011 во Белград. Анекс Д од спогодбата предвидува дека дел од државниот архивски материјал на СФРЈ треба да и припадне во оригинална Република Македонија. Примената на овој анекс што се однесува на заедничкото архивско наследство е од стратешко значење за државата. Директорот на студентскиот дом Никола Карев ја смирува топката по вестите за пронаоѓање на инсекти во оброците на студентите. Тој не може ниту да го потврди, ниту да го демантира настанот, бидејќи до него не биле доставени никакви докази освен објавените фотографии на социјалните мрежи. Симптоматично е тоа што на тие слики има јадење кое не се наоѓа на нивното менија. Само пред 2 недели е извршена дезинфекција, дезинсекција и дератизација во студентскиот дом, посочи директорот Куциновски. Студентската јавност деновиве е вознемирена од фотографиите кои се појавија на социјалните мрежи, на кои се гледаат инсекти во храната која наводно потекнува од мензата на Охридскиот студентски дом Никола Карев. Директорот на студентскиот дом со резерва ги прифаќа овие наводи, бидејќи на 17 март извршена е дезинфекција, дезинсекција и дератизација на површина од 150 метри квадратни на кујната и ресторанот. Причина за евентуалниот инцидент треба да се бара и во непочитувањето на правилата од страна на студентите, вели директорот. Не можам да потврдам дека инсектот што беше најден во самата храна, дека потекнува од нашата кујна. Бидејќи, иако имаме наредба да не се изнесува храната од ресторанот, од мензата, сепак студентите храната ја носат во самите соби и што може да предизвика и несакани последици, односно да има и инсекти во самата храна. Сомнешка директорот Куциновски кај вистинитоста на фотографиите представува делот каде се прикажува оброк составен од ориз и свински ражнич, јадење кое не се наоѓа на менито на мензата од студентскиот дом. Денес со напреднава технологија може се и се што да се случи, значи секој може да слика, да монтира, да стави нешто, сепак се тие деца, ние толку и не можеме да му замериме, но затоа ги замолувам се она што ќе има, слободно нека го пријават кај мене, нека донесе да видам, да се уверам, а не само преку фотографии, да едноставно го оцрнуваат студентскиот дом Никола Карев. Наредната дезинфекција, дезинсекција и дератизација е закажана за во понеделник од страна на Центарот за јавно здравје. Од страна на вработените во домот се преземаат сите потребни мерки, но апелираат студентите да не ја изнесуваат храната од мензата. Министерството за образование и наука денеска го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во државава за учебната 2023-2024 година. Во Охридските средни училишта има вкупно 919 слободни места, а во Струшките 803.
Министерството за образование и наука денеска го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во државава за учебната 2023-2024 година. Во Охридските средни училишта има вкупно 919 слободни места, а во Струшките 803. Пријавувањето ќе се врши со електронско аплицирање на euslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколците преку нивните сопствени кориснички сметки на schools.mk. Првото пријавување на учениците ќе биде на 20 јуни до 24 часот и на 21 јуни до 15 часот. Ранг листата на запишани ученици ќе биде објавена на 22 јуни. На 22 и на 23 јуни ќе се доставува потребната документација до училиштата, а конечната ранг листа ќе биде објавена на 24 јуни најдоцна до 12 часот на огласната табла на училиштето и на страната на Министерството. Во Охрид, во гимназијата Свети Климент Охридски, во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки. Во економското училиште Свети Кирил и Методи има слободни места за 152 ученици кои ќе бидат распоредени во 5 паралелки во зависност од струките. Во ЕМУТ Свети Наум Охридски во прва година ќе се запишат 277 ученици во 10 паралелки, а во Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование Ванчо Питошевски 218 ученици во 8 паралелки. Во Струга, во гимназијата доктор Ибрахим Темо, во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки, а во средното општинско училиште Нико Нестор наредната учебна година ќе има слободни места за 497 ученици поделени во 17 паралелки. Во училиштата каде што ќе се пријават поголем број ученици од планираниот број кои ги исполнуваат предвидените услови, ќе се организира квалификацијско тестирање по наставниот материјал од 8 и 9 одделение по следните наставни предмети: мајчин јазик и математика за гимназиско образование, биологија и хемија за здравствена струка и мајчин јазик и математика за другите струки, информираат од Министерството за образование и наука. Уште една награда за охридските гимназијалци. Овој пат за успешната видеопрезентација со која учествуваа во глобалната кампања за климатски промени на НАТО. Како дел од глобалната кампања за климатски промени на НАТО, беше распишан конкурс за изработка на кратко видео во кој ќе бидат опфатени еколошки прашања и проблеми кои се закана за светот. Охридската гимназија Свети Климент Охридски учествуваше на конкурсот под менторство на професорката Марија Чанова, која организираше тим на ученици од 4-та година за изработка на видеото. За тим лидер беше избран ученикот Андреј Митрески, а учесници беа учениците од Обштествено-хуманистичкото подрачје. Меѓународниот воен совет за клима и безбедност со поддршка на мисијата на САД во НАТО го избра тимот на нашата гимназија како еден од најуспешните во меѓународни рамки. По тој повод, победничкото видео ќе биде прикажано во кампањата #MyClimateSecurityStory и ќе има можност да учествува на виртуелна тркалезна маса со представникот на САД во НАТО Џулијан Смит и младата лидерка во НАТО Катарина Кертисова на 21 април оваа година. Нашиот победнички тим е добитник на хонорар од $500, информираат од училиштето. Слаб интерес кај охриѓани зајавна дебата на тема катна гаража, нова можност за Охрид, имплементирана од страна на Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија, а во рамки на проектот поддршка на изборните реформи во државата, поддржан од владата на Швајцарската конфедерација, а спроведуван од Меѓународната фондација на изборни системи. Охриѓани денес има можност за запознавање со можеби еден од најветуваните проекти во секоја предизборна кампања – изградбата на катна гаража во Охрид. Граѓаните можеа да го искажат својот став и мислење на јавната дебата на тема катна гаража нова можност за Охрид, имплементирана од страна на Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија во рамки на проектот поддршка на изборните реформи во државата и да се запознаат со значењето на изградбата на овој објект преку излагањата на експертите, институциите и установите инволвирани во реализацијата. И на еден начин ние представуваме мост помеѓу локалната самоуправа од една страна и граѓанското општество од друга страна, се со цел граѓаните да добијат порелевантни и потранспарентни
податоци во однос на што е она што локалната самоуправа го спровела во делот на изградбата на катната гаража. Значи, нашата цел е граѓаните да добијат сигурни и точни информации, како и да добијат стручни информации од страна на експертската јавност во делот на изградбата на катната гаража во Охрид. Денешнава дебата значеше дополнително запознавање на охридската јавност со едно од најекспонираните локални прашања. Пренесувањето на најважните поенти од дебатата беше со цел да се продлабочи и зацврсти релацијата меѓу граѓаните и локалната самоуправа, што пак би резултирало со потранспарентна и почетна локална власт, предуслов за добро владење и демократски развој. На многу пати и бевме погрешно разбрани, всушност сватени дека ние катната гаража ќе ја градиме. Не, ние само отвараме на јавна дискусија за потранспарентно и почетно работење од страна на надлежните институции. Целта на оваа 6-месечна иницијатива, поддржана од Швајцарската амбасада и Меѓународната фондација на изборни системи, е да ги анимираат и мобилизираат заедниците во нивно поактивно вклучување во вакви јавни дебати, трибини и експертски расправи. Измена на периодите на време трајање на зимскиот и летниот период за наплата на паркинг во градов. Летниот пресметковен период започнува утре 1 април. Со што од 1 април ги зголемуваме цените. Во премиум зона си доаѓаат 100 денари, наместо до сегашните 60, и во зона А и зона Б ќе биде 40 денари. Сега тука направивме остатки за во зимскиот период, кој ќе трае нормално, сега наместо 9 месеци ќе трае 6 месеци, меѓутоа премиум зоната намаливме на од 60 на 30 денари, со што дополнително за граѓаните олестивме да може во тој зимски период да се паркира за поевтина цена. Од 1 април цените се зголемуваат во зона А и Б за 10 денари, а во зона премиум ќе биде 100 денари. Сдруженијето на пензионери ги демантира обвинувањата изнесени од група незадоволни членови. Председателот Ѓорѓија Трпчевски за ТВМ вели: обвинувањата доаѓаат од група членови кои имаат лични бизнис интереси. Поедини пензионери шират лаги со кои го нарушуваат угледот на Сдруженијето на пензионери. На изборите немаше никакви нерегуларности, а за тоа постојат записници со потпис на записничар и оверувачи. Сдруженијето на пензионери од Охрид ги отфрлува обвинувањата изнесени од дел од членовите. Председателот Ѓорѓија Трпчевски за ТВМ вели: обвинувањата доаѓаат од група членови кои имаат лични и бизнис интереси, зашто тврди дека има и докази. Судот ги отфрлил сите обвинувања и поднесени кривични пријави кон председателот и другите раководни членови на Сдруженијето. Тврди се работи согласно статутот и програмата, а средствата се користат строго наменски. Трпчевски ги отфрлува и обвинувањата во однос на нерегуларности на изборите на председател на Сдруженијето. Имаме програма направено, кој што програмата ја донесе собранието и на таа програма се донесе одлуки, се избра изборна комисија, што никое здружение во Републикава такво не го организира. Во еден ден ги држат негде изборите. Ние направиле програма, 28 дена, по сите мести ограници, 27 места нормално, по сите мести ограници, комисијата изборна беше на секој sastanak и од таму резултатите. Поедини пензионери шират лаги со што го нарушуваат угледот на Сдруженијето на пензионери. На изборите немаше никакви нерегуларности, а затоа постојат записници со потпис на записничар и оверувачи, појаснува Миланка Панделевска, председател на изборната комисија. Имавме минорни некои забелешки во 2-3 месни ограноци, каде што навистина имаше присуство на пензионери од други месни ограноци, па така да во 2 месни ограноци ги поништивме изборите и истите накнадно се одржа и се избра членови во месните одбори и делегати. Целта на Сдруженијето на пензионери е поддршка на пензионерите и подобрување на животот на луѓето во третата доба. Се избра сите органи, тела, членови, председател, подпредседател на собранието, членови на извршниот одбор, на надзорниот одбор, статутарната комисија, така да се заврши со
успех таа конститутивна седница, ние со еден збор може да се каже дека сме пензионери заедно сите со една единствена цел, да сме колеги, да соработуваме, не сме непријатели ние на ова дружение, него баш сакаме да има соработка, да едно успешно старење наше, ова што преостанало уште да го проживееме, со една релаксација, со ширење на позитивна енергија и позитивна мисла. Изминатиот период имаше превирање и обвинување од страна на група пензионери упатени кон Сдруженијето на пензионери. Започнаа подготвителните активности за овогодинешното издание на Охридскиот пливачки маратон, кој ќе се одржи на 26 август. Се очекува да учествуваат околу 30 на пливачи. Денеска се одржа состанок со представници на Националната пливачка федерација, на кој се разговараше за дел од потребните технички и логистички услови за целокупната организација на оваа значајна спортска манифестација за Охрид и Македонија. По иницијатива на општина Охрид, Охридскиот пливачки маратон е ставен под закрила на Европската пливачка федерација и ќе се одржува во рамки на отвореното првенство на Лен. Во продолжение вестите од светот. Турскиот парламент ја ратификуваше кандидатурата на Финска за влез во НАТО. Сите 276 присутни пратеници гласаа за, со што е отстранета последната пречка во долго одложуваното приклучување на оваа земја кон алијансата. Ова ќе го направи целото семејство на НАТО посилно и побезбедно, напиша на Твитер генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Обидот на Шведска пак да се приклучи на алијансата останува неизвесен, затоа што Турција и Унгарија се уште одложуваат да ја дадат зелено светло и покрај тоа што изразија поддршка за проширувањето на НАТО. За една земја да стане нова членка во алијансата потребно е целосна согласност од сите 30 земји членки. Најмалку 35 лица загинаа, 16 се повредени во Централна Индија. Инцидентот се случил откако се урнал покрив на бунар во комплекс Храмови, изјавил владин представник. Бетонската плоча што го покривала покривот на скалите во комплексот на храмот се урнала и паднала врз верниците, кои се собрале да го прослават хиндускиот фестивал Рам Навами. 75 членови на војската и спасувачките тимови работат на отстранување на остатоците од покривот, користејќи јажиња и скали за да ги извлечат преживеаните, објавиле локалните медиуми. Индискиот премиер изрази сочувство и најави оштета за загинатите и повредените во инцидентот. Законодавниот дом на Флорида гласаше да им се дозволи на собствениците на оружје да носат оружје без државна дозвола. Со оваа одлука гувернерот на Флорида го исполни своето изборно ветување. Пратениците од Флорида го одобрија законот само неколку дена откако се случи пукањето во училиштето во Нешвил, каде беа убиени 6 луѓе. Во Тенеси пак повеќе од 1000 луѓе протестираа, барајќи од властите на оваа американска држава да ги заострат законите за оружје. Представниците на Републиканската партија во Тенеси оваа недела ја одложија расправата за законот кој треба да го прошири пристапот до огнено оружје, пренесе агенцијата Associated Press. Наполно ги започнува изборниот молк во Црнагора, во пресред на вториот круг од претседателските избори кој ќе се одржи во недела. Предизборието пред вториот круг го одбележа борбата за гласови од диаспората, како и обиди да се попречи нивното доаѓање во Црнагора. Граѓаните во недела ќе избираат меѓу двајцата кандидати кои освоија најмногу гласови во првиот круг, односно меѓу актуелниот шеф на државата Мило Ѓукановиќ и младиот политичар Јаков Милатовиќ. Ѓукановиќ е кандидат на Демократската партија на социјалистите, а Милатовиќ од движењето Европа сега. Претседателскиот мандат во Црнагора трае 5 години. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ве благодарам за довербата. Пријатно.